Изградбата на сите автопатски делници долж коридорот 8 се одвиваат согласно предвидената динамика. Со силни заложби на владата и изградбата на автопатот Кичево-Охрид, која деценија тапкаше во место, ќе биде реализирана во предвидениот рок и покрај тешкотиите на кои што наишле, посебно во делот на обезбедување на средства за довршување на оваа многу важна делница. Заемот кој што го добивавме од кинеската Ексим банка повеќе не го добиваме, престана. Но бргу се реорганизиравме и тој проблем е надминат. Формиране на синдикатот домашни банки со исклучително би рекол поволни услови и практично тие домашни банки ќе го дозавршат финансирањето и тоа ќе биде последно и со тоа веќе конечно таа делница ќе биде функционална. Што се однесува на изградбата на трасата од автопатот Требеништа-Ќафасан, четвртата делница од проектот со конзорциумот Бехтел и ЕНКА, која што ја спори УНЕСКО, Мицкоски уште еднаш нагласи дека ќе се најде решение и дека струга нема да биде слеп од црево, туку ќе биде автопатски поврзана. Тука имаме многу повеќе проблеми од трасата, а тоа се пред се жителите во Струшкиот регион кои што имаат ограничување во делот на својот семеен развој, истакна Мицкоски. Дел од вината е лоцираше и во претходната локална власт на Струга. Не можат да си ја надградат куќата, не можат да ја прошират поради ограничувањата кои што ги имаме од страна на УНЕСКО, но и тоа не е толков голем проблем, бидејќи Охридското езеро не се протега само во Охрид и во Струга, туку имаме и со соседна земја исто така однесување кое што не е во согласност со препораките на УНЕСКО. Така што мораме тука многу внимателно да пристапиме, а имаме и однесување во минатото, кое што за жал повеќе е забележано тука во општина Струга, која што нанесло непоправливи штети на имиџот на државата пред УНЕСКО. Во втората половина на мај, представници од УНЕСКО ќе дојдат во Македонија, чиј домакин ќе биде лично премиерот. Во светот постојат и други дестинации кои се под капата на УНЕСКО. Ние бараме коректен и еднаков третман. Туристичките места Охрид и Струга мора да се развиваат децидене Мицкоски, посебно сега кога имаме 20% зголемување на бројот на патници од Охридскиот и 30% од Скопскиот аеродром. Што се однесува до изградата на другите автопати, напредува делницата Тетово-Гостивар, Гостивар-Букојчани. Предаден извештајот до заемодавателите за делницата Букојчани-Кичево. Солидно напредува и реализацијата на делницата Прилеп-Битело, која што е дел од коридорот 10Д. Инаку пред денешната посета на Струга, Мицкоски меѓу другото присуствуваше на поставување на камен темелник за почистителна станица во Враништа, проект тежок над 90 милиони денари.